Летните горештини веќе некое време ги тераат кривопаланчани да не излегуваат без потреба од дома или да ги бркаат сенките по улиците. Конечно добра вест. Од понеделникот на 2 јули жителите на нашата општина можат за момент да побегнат од пустинските температури и да се разладуваат и рекреираат на градскиот базен кој се наоѓа на источниот влез во Кривопаланка. Како што претходно беше најавено, осуетувајќи го топлотниот бран, неколку сектори во јавното претпријатие Комуналец се зафатија со задачата што побргу да го приспособат летното катче за уживање на сограѓаните. Мисијата не беше лесна со оглед на фактот што објектот е отворен и изложен на екстремни надворешни влијанија во текот на целата година. Покрај ова, базенот е прилично стар, а со скромното реновирање пред неколку години токму Комуналец донекаде го врати сјајот на традиционалното место за разонода на кривопаланчани. Ни решивме да го посетиме на вториот ден по отворањето на годинашната сезона и пријатно бевме изненадени од сликата која комплетно се разликуваше од она која нашата камера ја забележа само 10 дена порано. Одговорните ни открија дека за 2 дена од како работат, базенот го посетиле над 300 луѓе. Преовладува помладата популација на градот. На лице место поразговаравме со првиот човек на јавното претпријатие кој стопанисува со објектот, Сане Николовски, а тој задоволно информираше дека сите предуслови за пријатен престој на кривопаланчани се создадени. Па како што најавивме пред недела и пол дена дека подготовките за опремување на градскиот базен се во тек, презедавме интензивни мерки, активности, успеавме за кратко време, го средиме, го дотеравме како што видовте вие што го забележите со вашата камера и еве нашите млади луѓе од Кривопаланка, граѓаните имаат веќе можност од вчера да ги уживаат благодетел на овој градски базен, се разладуваат во овие топли денови и се разбира да ги користите оние содржини кои ви успеавме за кратко време да ги направиме со самото пуштење на базентот. Неколку пати споменавте, имавте кратко време за да го сработите тоа, што се опфати подготовката и колку луѓе беа вклучени? Вака подготовката офаќаше повеќе активности, санација на самиот градски базен, имаше одредени пукнатини, зимскиот период си работеше, мразот си направи свое, така што имаше одредени оштетувања, успеавме да саниравме филтерот за прочистување на водата, бунарскиот систем го испробавме, го ставиме во функција пред да го пуштиме базентот, го фарбавме овие сите стени тука што се зидови, успеавме чадори да ги дотераме, ги офарбаме, окосивме, сите оние работи кои што беа нужно неопходни ги завршивме и да напоменам дека повеќе од 10 луѓе беа вклучени во овие активности, така за тоа за кратко време успеавме да направиме оваа работа. Кажете ни ги условите, дали се истите како лани, влезниците, дали внатре шанковите се издадени? Цената за користење на градскиот базен, останува непромената од прошлата година, 50 денари целодневна карта, цена за целодневно капење користење на базентот. Ние со самото пуштење на базентот успеавме да обезбедиме спасителска служба, лица кои се за не дај Боже за притреба за давеници или некои други работи, потоа успеавме да пуштиме шанкот, еве слушате музика, луѓето тука можеа да ги користат ладните напитоци, сладолед, сендвичи и сите оние други работи кои се потребни за едно целодневно користење и уживање во овој амбиент. Иако неколку пати тоа веќе претходно е споменато, не треба да се загрижуваат луѓето за чистината на водата внатре, бидејќи таа е за пиење. Јас, како што напоменав, еве сега пак ќе повторам, водата ја користиме исклучено од системот за водоснабдување бунарскиот, која што вода ја во секое време може да користиме и за водоснабдување, водоснабдување на градот Кривопаланка да пуштиме во системот. Водата е од исклучително чист карактер, чиста вода. Малку е поладна, меѓутоа овие денови имаше топло време, сонцето си го направи своето и водата веќе во една фаза, да речеме, на вода која што е изворедна за капење. Тоа и сами прочем го гледате, преполне базентот со млади луѓе, се користат базентот и еве мене ми причинува посебно задоволство што јас го гледам сето ова во овој момент. Веќе неколку сезони стопанисувате вие со овој објект овде, дали имате согледување некакви планови до кога ќе трае сезоната, до кога ќе биде отворен и дали имате некакви планови за некаква културно-уметничка вечерна, дневна, каква било програма? Во соработка со луѓето кои се задолжени за, кои се организираат користењето на бифето, се има планови за користење на забави, дневни забави, ноќни забави, со повикување на естрадни уметници од македонската естрада, така да, во тек се некои активности, така да ќе има
во цекот на целото лето активности за да еве на некој начин овој културно лето кривопаланечко го заубавиме и значи го збогатиме со активности на градскиот базен. На крајот јас ќе дозволам да упатите една порака да ги поканите кривопаланчани и оние што планираат да одат на одмор и оние што не планираат да дојдат да проверат како изгледа нашиот базен и да, како што рековте, да се разгладат во овие жестоци. Така, значи сите кривопаланчани кои што и планираат да одат на годишен одмор, да дојдат тука да се направат едни подготовки, условите се изворедни, оние пак кои што немаат услови или не планираат од било кои причини да одат на годишен одмор, ги покануваме тука, значи да ги користат благодетите на овој градски базен, да уживаат во убавините и разубавениот простор, така да сметам дека нема да сгрешат сите тие кои ќе дојдат тука, ќе поминат еден убав период во денот и ќе бидат задоволни секој од овие активности кои што ние ги пружаме. Би упатил еден апел до граѓаните да го користат рационално градскиот базен, значи да ги користат ушевите исто така, бидејќи на тој начин сами ќе допринесат за почиста вода, поквалитетна вода, која впрочем ним самите ги користи при капењето. Помалиот и поголемиот базен, бар, сендвичарница, пристапните цени, пријатната атмосфера и исклучително чистата вода се главните адути на Катчето, кое уште од стартот на сезоната собра голем број млади кривопаланчани. Како што спомена Николовски, тука и неодменливата спасувачка служба се со цел престојот на посетителите да биде побезбеден. Според реакцијата на капачите, пак одговорните добро ја завршиле работата, па базенот нуди одлична можност за акумулирање спомени од безгрижните летни денови кои ќе се најдат во студените зимски ноќи кои следуваат подоцна во годината. Кажи ни како ти се допаѓа на базента, дали си прв ден тука? Денес сум втор ден, значи вчера бевме на отварањето. Супер. Како очекуваш тука да го поминеш летото или планираш да одиш и некаде на друго место? Па планирам да одам и некаде на одмор, ама сега тука. Па како што се условите во Крива Паланка, сега е солдито. Супер. Дали очекуваш да има некои вечерни забави, гостувања од некои пејачи, групи? Па се надеваме, би требало да има. Да имаш некоја порака до кривопаланчани да дојдат да проверат како е овде? Па да, нека дојдат, затоа што е супер тука, се дружиме. Убаво е за да го поминат времето тука, за време на лето. Прв ден доаѓам и како за прв ден доста сум задоволен. Кажи како ти се допаѓа на како го средиле базенот, условите? Па базенот е среден, само треба по мое ова што е позади као бавчите, ако може да се изнеми нешто као некој одбојкарско игралиште или така нешто, или за фудбал че нешто така да се направи. Мислиш дека треба да се додаде малку спортски активности? Да, некои спортски активности треба да се додадат. Онака друго што би додал, например, настрана тоа, дали сметаш всушност цената дали е прилагодена на нашите услови? Па цената е прилагодена само со тоа што ако може подолго време водата да биде барем почиста малце, сега за први денови е добра водата, но за 2-3 дена ќе се испрде. Како ти изгледа онака посетеноста, дали досега задоволува? Па како за прв ден добро, има девојчиња добро, тоа сум задоволен. Како за прв ден добре, за понатаму ќе видиме. Дали ќе одиш ти на одмор некаде ова лето или? Па планираме за Бугарија, па ќе видиме. Ова подготовки така малку. И на крајот имаш некоја порака до кривопаланчани да дојдат да проверат самите? Па според мене да не седат дома децата на Facebook, нека дојдат малце, нека се посунчат, нека се побањат. Дали ти се допаѓа тука? Да, супер, премногу ми се допаѓа. А што мислиш за условите? Условите се подобри од претходните години, мислам дека оваа година достигна ептен добар стандард. Супер. Така. А дали има нешто што би сменила? Сега не, мислам за од претходните години, оваа година има многу добри услови, така да супер. Кажи ни како се викаш? Ненад. Кој одделение си? Пето. Сега за 6. Сега за 6? Да. Дали прв ден ти е денеска? Да. И како ти се допаѓа? Да. Па што би сменила? Па се убаво, ништо не би сменила. Водата пријатна е? Да. Има девојчиња? Ио. Мислиш да доаѓаш овде цело лето, ќе одиш некаде на друго место на одмор? Не. Значи овде ќе доаѓаш цело? Да. Убаво. Значи без оглед дали планирате летен одмор или не, имате еден изговор помалку да се жалите на топлото време. Во вашето најблиско обкружување постои одлично место за разгладување. Како што најавија одговорните, доколку послужат условите, вратите на базенот за капачите ќе бидат отворени дури до септември, а периодот планираат да го пополнат и со интересна културно-уметничка понуда. Одлуката е ваша.